Почитуван заменик. Може да почнеме, колеги, дали имаме аудио? Dear colleagues, Почитуван заменик председател на владата на Република Македонија Кочо Анѓушев, почитуван директор за проширување на Европската унија, Југоисточна Европа и Турција во Сојузното министерство за економија и енергетика на Германија, господин Хелге Толксдорф, почитувани представници од Германија, почитувани медиуми, добар ден и добре дојдовте на денешната пресконференција. Утринава се одржа иницијалниот состанок на Мешовитиот управувачки комитет помеѓу владите на Република Македонија и Германија, формиран на германска иницијатива, чија главна цел е уште повеќе да се поттикне соработката помеѓу двете земји со особен фокус на економијата. Повеќе за заклучоците и предлозите од вице-премиерот Анѓушев. Повелете. Добар ден на сите. Почитуван господин Толксдорф, почитувани представници на Стиринг комитето, на управувачкиот комитет, почитувани медиуми, дами и господа. Ми представува задоволство денеска да ја поделам со вас информацијата дека го формиравме управувачкиот комитет или така наречениот Стиринг комити на македонско-германската соработка помеѓу владата на Република Германија, представувана преку нивното Министерство за економија, односно преку господинот Толксдорф, кој што е председавач од нивна страна, и помеѓу владата на Република Македонија, чиј председавач сум јас од наша страна. Целта на овој управувачки комитет е да ја забрза и подобри соработката на економско поле помеѓу Македонија и Германија, да таа ја направи подиректна, полесна, да ги надмине сите бирократски и административни бариери и да може подиректно и побрзо да се воспостави таквата соработка. Денеска го оформивме управувачкиот комитет и се договоривме дека основните теми на кои што ќе работиме ќе бидат темите во зголемена индустријска соработка помеѓу државите, со кои што ќе обезбедиме да повеќе македонски производи завршат на германските пазари, да повеќе германски производи, технологии и ноу-хау завршат во Република Македонија, да повеќе директни германски инвеститори имаме во нашата држава. Втората област на која што ќе работиме е областа на подобрување на инфраструктурата, и тоа значи во областите кои што се важни за животот и квалитетот на живот на граѓаните на Република Македонија. Тука очекуваме поддршка и од финансиските институции од германска страна, пред се од KfW банката. И третата област на која што ќе работиме е областа на образование, каде што ќе се обидеме да ги пренесеме позитивните практики од германска страна во делот на практичното образование, образованието кое што е насочено према индустрија и према квалификувани кадри кои што можат да бидат препознаени како корисни и за македонската економија, како за македонските компании, така и за директните странски инвеститори. Ние како влада ова го чувствуваме како силна поддршка од страна на германската влада за сите процеси што се случуваат во Република Македонија. Ќе се обидеме да бидеме посветени на овој процес и да извлечеме максимален ефект и резултат од истиот во прилог и во корис, се разбира, на двете страни за зголемување на нашата економска соработка. Сакам само да подвлечам дека и во моментов Германија е најголемиот економски партнер на Република Македонија. Тоа е земјата со која што Македонија има најголема трговска размена во светот и ние очекуваме тоа да продолжи и понатаму и уште да се подобри. Јас ја користам оваа прилика во мое лично име и во името на Република Македонија, на владата на Република Македонија, да се заблагодарам на господинот Толксдорф, на Министерството за економија на Република Германија, на канцеларката Меркел, која што е иницијаторка на овој управувачки комитет, за оваквата поддршка, а ние ќе направиме се од наша страна да истата ја искористиме максимално во бенефит на нашите граѓани и на двете страни кои што го формира управувачкиот комитет. Ви благодарам и стојам на располагање за ваши прашања. Благодарам вице-премиер, господина Толксдорф, повелете со вашето враќање.
Yeah, dear Mr. Vice Prime Minister Andrushev, ladies and gentlemen, on behalf of the German government, but also on behalf of my delegation, I want to thank it's the very first time for this hospitality and for the very good preparation of our first meeting. The Vice Prime Minister outlined the interest and the topics we discussed. We had a very constructive atmosphere, and I want to make very clear that from the very beginning our purpose is to include the businesses, but also all the other institutions who are in the Macedonian economy active. Mr. Andrushev already mentioned KfW as one of the leading banks in the region, but we also have very good support by the Eastern Committee of German Industry and the Chamber Network presented by the delegate of German Industries here in Skopje. I think the steering committee fits very well in the strategy of the federal government to the Western Balkans. We have conducted already 4 conferences on the Western Balkan, and we will see the next conference to come up next year in Poland. We do have a connectivity agenda for the countries in the region, and we are discussing the regional economic cooperation. And to be very clear, Macedonia is one of the main pillars in our strategy because we have already very good developed investment of German companies. We visited yesterday's meetings, one of the investments, these are high-tech production facilities, and we see that there is a growing interest of German companies to get engaged in the country, but, and this is a challenge for us together, and we discuss it in detail, we have to invest much more on the education, on vocational dual education in the country, to have the proper environment for further investments, and I can tell you that German investors are very keen to come to the country and that we keep the brains in your country because this is a place where we see the future for production and cooperation. Thank you very much for your attention. Благодарам, господин Толсторф. Ви благодариме на сите.